Пеколна смрт, но не директно поради пламените јазици. Кобно за жртвите било тоа што не успеале навреме да излезат од опожарениот простор. Токму тоа им пресудило на најголем број од починатите. Ова го покажаа наодите од обдукцијата на 59 починати кои денеска беа прикажани на судењето за дискотеката Пулс. Обдукцијата покажа дека најголем дел од жртвите починале од насилна смрт со труење со јаглерод моноксид. Неколкумина се задушиле поради притисок врз градниот кош. Тројца од починатите кои подоцна биле хоспитализирани, починале од акутна белодробна слабост како резултат на интоксикација со јаглероден моноксид, додека кај едно лице смртта настапила од тешки изгореници од 3 степен на главата и телото. Дополнително, обвинителството презентираше и одговор од Институтот за судска медицина, во кој се објаснуваа детали за смртоносните концентрации на јаглероден моноксид во крвта, брзината на настапување на смртта, разликата меѓу задушување и труење, како и можноста за преживување со навремена кислородна терапија на лице место или во болнички услови. Обвинителството предложи и да се сослуша вештак за обдукцијскиот наод. Обдукцијските резултати беа само уште една причина за тензијата да се зголеми, откако претходно гнев и револт кај родителите на загинатите предизвика барањето за куќен притвор на прво обвинетиот Дејан Јованов Деко. Одбраната реагираше до судот, зашто се уште нема одлука, иако барањето било поднесено на 20 април. Барам судот да покаже малку човечност и хуманост. Кој било друг човек да беше обвинет во ваква здравствена состојба немаше да продолжи во притворски услови и молам одлуката да биде донесена без пристрасност и влијание од јавноста. Ова барање очекувано најде на бурна реакција од родителите на загинатите кои го следат рочиштето. Срамота! Пуштете го! Ние ќе му пресудиме! Одбраната на прво обвинетиот побара ваквите изјави на родителите да бидат внесени во записник, додека судиката рече дека засега само ќе даде предупредување. Обвинителството писмено ќе се произнесе, но усно посочи дека дава негативно мислење, бидејќи смета дека според затворскиот лекар на обвинетиот може да му се пружи соодветна терапија во услови на притвор. Укинување на мерката притвор беше побарана и за Беким Хаџиу и Тодор Јованов, додека укинување на една од 5 мерки за предпазливост се бара и за Шабан Салију.